Добре дојдовте. Ова е процес, јас сум Менчата Насоваточи. Во ова емисија ги реконструираме случаите, анализираме дали са тајни институциите, колку е ефикасно судството, дали имало причина за жалба или не. Случајот кој што денеска ќе го анализираме слободно може да се рече дека е случај за Гинис. Славчо Митев од Штип цели 17 години води судски спор со Агенцијата за вработување, незадоволен од стечајниот надоместок. Да го погледнеме прилогот што го снимивме со Славчо Митевски во Штип. Неефикасно судство, долгите судски процедури, непочитувањето на одлуките на судот на свој грб најдобро ги искусил Славчо Митев, пензионер од Штип. Цели 17 години трае постапката во која Митев од Агенцијата за вработување бара соодветна висина на стечаен додаток од фабриката Селена, незадоволен од тоа што го добивал. Случајот 3 пати бил во Врховен суд, во управен, поминал низ рацете на 30-40 суди. Судот носел одлуки, агенцијата не ги почитувала. Постапката сега чека своја завршница во Судот за човекови права во Страсбур. Основното јавно обвинителство во Штип во суштина повеќе личи на пензионерско пеечко друштво, кое што гони само роми за сечење дрва, улични тепачки и джепчи. Така да морав да постапката ја водам сам. Постапката ја водев во Основниот суд. За жал, судиката која го водеше предметот, потврдено од апелација, заклучи дека во тоа што јас 17 години барам правда, не представува никакво кривично дело, злоупотреба на службена положба, и така да и тој обид за да ја докажам да дојдам до правдата излезе неуспешен. Новина во овој предмет е и тоа што после 17 години од Управниот суд, последното решение кое го имам добиено и кое е обжалено до Висшиот управен суд, вели дека решението од страна донесено 97 година од страна на Бирото за вработување е законито. Претходните судии, веројатно има 30-40 судии од Врховниот суд и од Управниот суд, не биле во право. Сега овие новите тројца судии од Управен суд се во право и донесуваат решение дека е законито и предметот е по жалба во Висшиот управен суд. Со динамиката со која што се решаваат предметите, очекувам да дочекам 20 години и имам намера на сите актери во ова трагикомедија да ги поканам и да организирам еден викенд во Штип на Пастрамалии, за да покажеме дека во оваа држава мора да владеат правото. Моето зборување за тоа дали владее правото или не, апсолутно не е врз основа на тоа што зборува Европа, Америка и така натаму. Тоа е врз основа на моето искуство, кое како паталец во оваа цела работа, а воедно и како 3 години собирав подписи пред судот за правда и законитост и добивав поддршка од граѓаните кои не само што се подпишуваат, туку и ги раскажува и своите судбини. Собрав околу 1500 подписи, но поради здравствени причини, поради операција, моментално целата акција за собирање подписи е сопрена. Славчо Митев сака да ја истера правдата. За себе вели дека нема многу предмети во Штипскиот суд, а неговите сограѓани мислат дека се бори против ветерници. Едниот предмет е за плодоуживање. Како социјално неосигурено лице, се откажувам од Завод за вработување, добивам земја и станувам земјоделец. За жал во Штипскиот суд и покрај сите документи кои што се врз основа на од државни органи, тој донесува дека апсолутно не е во ред тоа, дека во право се узурпаторите кои што узурпирале земјата. Последното е уште по, како да кажам, индикативно,
Апелацион суд ги преиначува двете пресуди на основниот суд кој донесува пресуда во моја корист, со образложение дека комисијата која што ме вовела во владение од страна на владата на Република Македонија било нестручна. Ставам збор за двајца земјоделски инженери кои што се и раководители на подрачната единица и еден геодет. И втората причина, само две причини се, е дека не сум доволно покажал интерес за дека ќе обработувам земјата. А јас склучувам договор. Во самиот договор е тоа дефинирано дека морам да ја обработувам. Ако не, ќе плаќам казни или ќе ме одземат земјата. Јас излегувам од завод за обработување. Се откажувам од сите можности за обработување и принадлежности кои произлегуваат од тој статус. Но за судот апелацијата е во Штип и тој предмет е моментално по ревизија во Врховниот суд. Третиот предмет кој е исто многу интересен, бидејќи станува збор за извршител и судија. Станува збор за извршител кој што ми го има блокирано, има повеќе од година дена. Со судско решение е поништено тоа решение. И јас во постапка за да докажам за штетата покренав прво кривична постапка. Судиката, фалсификувајќи ги тоа што е понудено како доказ, донесува и злоупотребувајќи својата службена положба, постои основа на сомнение за тоа, да се изразам со правнички речник, и ја ослободуваат извршителката. Јас ја продолжувам постапката во граѓанска постапка за штета, и тука има една неверојатна далавера, кога апелацијниот суд наводно ја потврдува пресудата на основниот суд, но во суштина ја преиначува. Борбата за правда е долг процес, а судот во Страсбур е далеку. Мите вели дека во неговиот роден град Штип многу малку постапки се завршени, што за граѓаните е многу голем проблем. Јас заедно со Бранко и Горица отприлика ја коштам Република Македонија 11.000 евра. До сега. А натаму, бидејќи мојата постапка се уште не е завршена, прашање е. Но тие 11.000 евра не ги плаќа раководителите на Агенцијата за вработување. Туку тие прават кариери, нели, во меѓувреме. Не оплаќа министерот, бидејќи во второстепена не зборувам политички, бидејќи за овие 17 години се сменја повеќе опции. Така да плаќаат граѓаните, а овие што се главните виновници кои се поигравуваат буквално со законите суди и судбините на граѓаните, не плаќаат ништо. Би додал уште нешто што е во принцип многу индикативно. Да речеме, таа фамилиарна организираност на судиите во рамките на едно апелацијно право. Зборувам за Штипското. Во Штип и околината не се суди по закони. Законите се само форма. Се суди врз основа на фамилиарните и други врски. Станува збор за едни врски на судија со адвокати, синови, ќерки, мажи, жени. Тоа е се исповрзано така да за да дојде обичен граѓанин, ќе мора да се обрати на фамилиарен адвокат, на адвокат кој што има судија или обвинител во судот. Така да тешко се доаѓа до правда. Јас немам одговор, не знам. Тоа е како може да се надмине. Секако дека судскиот совет треба да има исклучително важна улога во однос на оваа цела работа, но за жал тоа е многу тешко, бидејќи во него се колеги, судии кои што буквално ги штитат интересите на судите, а не интересите на граѓаните кои ги разгледуваат. Имат разгледано еден куп представки, и ако видите од тие представки колку има реализација, ќе добиете некоја смешна сума од 0,0. Воопшто не се постапува, се постапува по законот во рек од месец ден, ардно само формално да се задоволи формата, а не суштината. Последниот мохиканец, како што за себе вели Мите, верува дека ќе ја надживее бавната судска пракса и ќе се избори со неефикасното судство и институциите на системот. До тогаш голготата продолжува.
добре дојде за господинот Славчо Митевски и за Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет, која што ќе ни помогне да го анализираме малку случајот. Господине Митевски, од кога го снимивме прилогот во Штип, се случи нешто. Вие добивте одлука од судот во Страсбур во ваша корис за судење во неразумен рок. Ви изненади ли тоа? Што се случи? Колку добивте на доместок од државата? Па, изненадувањето не е, бидејќи верувам, ако не можеме да најдеме правда во Македонија, ќе бараме правда во меѓународниот суд за човекови права. Бидејќи ова е трета пресуда на Меѓународниот суд за човекови права во врска со Бирото за вработување во Штип. Веќе две пресуди на двајца мои колеги во 2010 година добија исто така по 2.500 евра како некоја материјална надокнада, повеќе е морална надокнада отколку што е материјална. Јас така и доживувам, бидејќи 17 години, па тоа е веќе четврт век на ниво на слободно нашата... и роден ден можете Да, така е. Така да мислам дека бев јас среќен во секој случај, некоја статисфакција за тоа што 17 години водам борба со ветерници, како Дон Кихот, не по моја вина, не сум јас виновен тука. Криви се институциите кои ме натера да водам ваква борба. Така да бев среќен, во секој случај настан и на градот Штип, бидејќи не сум анонимен, ме познаваат, луѓето ме удараат по Вие тоа го кажавте, да, така? и велат, беше на локалните телевизии, нели објавено, тоа имаше и у Вест. И така да станав на некој начин во тој дел и некоја медиска личност која што ги охрабрува луѓето дека сепак може некаде да се најде правда ако веќе не може во Македонија. Чаловска, се знае ли колку вакви случаи имаме во државата и колку, например, државата плаќа оштета? Државата има и нов механизам пред да се оди пред Европскиот суд за човекови права, граѓаните можат да се обратат до Врховниот суд на Република Македонија, каде што со барање можат да барат да утврди судот дека им е повредено правото на судење во разумен рок. До Хелсиншкиот комитет во врска со управниот суд го имаме случајот на господинот Славчо Митевски и уште еден случај кој што се води 12 години. Од прилика износот е од 1500 евра кој што се добива од Врховниот суд, а еве во Страсбур спогодбата која што е склучена е 4100 евра и навистина сметам дека ова се алармантни бројки кои што кажуваат дека државата навистина губи од буџетот на граѓаните на Република Македонија со неефикасноста на судството. Не се проблем само парите, јас се извинувам, но проблемот е што граѓаните ги плаќаат. Не ги плаќаат луѓето кои што се причина за да дојде до таква. Не плаќаат тие раководители во Бирото за вработување, во Министерството за труд и социјала или пак некои суди. Така да проблемот е што граѓаните се тие што плаќаат. Никого не го засега. Вие во друга прилика имате добиено на два пати, така на доместок. На доместок има добиено моите колеги од Селена по 2.500 евра, од Врховниот суд 1500 евра. Исто така да овој случај со Бирото за вработување Република Македонија веќе кошта 11.000 евра. Како почна сето ова со овој случај? Еве во кратки црти, што толку долго ве држи за да процесот трае, да го терате до крај? Прво, карактерот е веројатно. Мојата борбеност во таа цела работа. Помина 30-40 суди, неколку пати низ Врховен, управен. Да, така е. Иначе почнете процесот далека 97 година на несреќен начин. Несреќениот начин е тоа што Селена оди во стечај. И тоа е посебна приказна, можеби ќе направите нова сторија за таа цела работа, бидејќи самото одење на Селена во стечај е приказна за себе. Одредија стечајен додаток, кој што
беше и одредено времетраење, но очигледно стечениот додаток беше со иста висина за сите 360 вработени. Апсолутно имаше закони, требаше по закон Да се почитуваат да според почитуваат закон. образованието, веројатно и стажот. Го обжаливме ние 160 души од прилика. Јас како ороводец на цела работа, ја ја водев постапката, иако тоа е поединачна постапка, не може да групно да се води. Но за жал во тоа време се откажа многу луѓе од тие првите 2-3 години да теравме постапката, бидејќи постапката е ние го обжалуваме решението до Министерството за труд и социјала, оние го потврдуваат решението на Бирото за вработување, тога се викаше Завод за вработување, па се жалиме до тогаш беше до Врховниот суд, па оние враќат предметот пак назад, пак како пинг-понг до Врховниот суд имаше 3 пресуди, па потоа дојде, формиравме како држава, нели, јака држава, управен суд, нели, ние бевме во времето на раѓањето на управниот суд. Па почне управниот суд да ги враќа предметите назад. Луѓето се испооткажа, останавме тројца мохиканци, јас што ги викам, Бранко Ѓоргиев, Горица Арсовска и јас. Така да проблемот беше во тоа што во правниот дел може не да ќе каже што е тоа што не недостасува, тоа што воопшто не се почитува, иако тука во принцип е изгубена личност. Јас се осеќам како непогоден, туку уништен од страна на институциите, од страна на заводот, од страна на судиите од управен суд, од страна на Врховен суд и така натаму, од Министерството за труд и социјала. Но уште повеќе сум погоден лично, бидејќи ги познавам лицата, да речем, од градот, кои што ми донесувале такви решенија. Значи, донесуваат 7-8 решенија со исто содржина. А од друга страна прават кариери. Од едно место на друго место, пак се враќат на исто место, донесуваат решенија. Денеска не и фале ни влакно на глава. Да. Зашто се работи во случајот? Каде? Двете институции за таја? Или само Агенцијата за вработување? Зата и Агенцијата, Министерството за труд и социјална политика како второстепен орган и највеќе управниот суд на Република Македонија. Точно е како што кажа господинот Митевски, претходно одлучуваше Врховниот суд и тој има донесени одлуки со кои што конечниот управен акт на Министерството за труд и социјална политика се поништува. Зошто? Поради тоа што недостасувале докази врз основа на кои што било приделен паричниот надоместок. Господинот Славчо Митевски како тужител доставил определени докази дека висината на паричниот надоместок кој што бил пресметан за невработеност треба да биде повисок. И судовите му наложуваат на второстепениот орган, Министерството, да го поништи решението на Агенцијата за вработување, да го врати предметот на прв степен и да достават докази, односно да утврдат колкав треба да биде паричниот надоместок и да го најдат М4 образецот врз основа на кој што тоа може да се утврди. И што се случува? Ништо не се случува, тие повторно ги носат истите решенија. Агенцијата носи исто решение, буквално со истите докази, кажува дека да, тоа треба да биде надоместокот, без да приложи врз основа на кои документи го утврдува. Министерството за труд и социјална политика потврдува и повторно со тужби се оди до Врховниот суд, односно сега Управниот суд. Управниот суд, наместо да донесе конечна одлука, повторно ги враќа на управните органи, така што процесот трае 17 години. Јас би сакала да истакнам дека навистина во овој случај се покажа апсолутна неефикасност на судовите во заштитата на човековите права, поради тоа што тие можат да одлучат. Доколку Законот за управните спорови кажува дека во случај кога ќе се утврди дека е нецелисходно и е наштета на странката, повторно да се враќа, ќе треба да мериторно да одлучи. Односно, врз основа на расположливите докази да донесе одлука со која што ќе утврди за суштината на работата. Меѓутоа, тоа не е случај. Не само во овој конкретен предмет, туку и во други предмети кои што пристигнуваат до Хелсиншкиот комитет и навистина се покажува една неефикасност на управниот суд.
магепсан круг кој што всушност укажува на тоа дека управниот суд ја штити државата. Навистина не ги штити граѓаните, а првата и основна цел на судовите е да ги штитат правата на граѓаните. Поради тоа што според расположливите докази можело да се одлучи. Ако нешто недостасува од државните органи како доказ и не можат да го пронајдат тој доказ очигледно, да, не знам што Тоа се случува, не е вина на граѓаните, тогаш нека одлучат согласно расположливите докази. Меѓутоа тие не одлучуваат и повторно се враќа предметот назад, што навистина е незамисливо и имаме ситуацијата да граѓаните на Република Македонија плаќаат за оваа неефикасност преку утврдување на повредата на судење во неразумен рок. Со тоа што сакам да напоменам дека Врховниот суд освен надоместот на штетата треба да определи во кој рок треба да се одлучи, меѓутоа тоа не е некогаш и не одлучува, не го пишува тоа. Да, меѓутоа често се случува и да не го напише, односно во конкретниот случај немаме таков доказ. И сега, истото се случува и со одлуките на Страсбур, без разлика од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, без разлика на штетата, тие всушност треба да изменат судската пракса. Треба да го изменат законодавството за тоа да не се повторува. А Република Македонија застанува само со исплата на надоместот на штета. И ние всушност ништо не сме направиле затоа што граѓаните губат. Граѓаните повторно за истите грешки на судиите ќе плаќаат пари кои што може да се применат за многу други работи. И државата губи. И во конкретниот случај Ги губи предметот не е случаите, завршен. граѓаните, да. И ништо не се менува. И Ништо во не се конкретниот менува. случај не е завршен предметот. Да, се уште не е Има завршен. уште поголема абсурдност сега. До последното решение на управен суд, после 17 години, вели дека решението донесено 97 година е законито. Тоа значи дека ги негира одлуките На сите предходни, да, сите предходни. Ние пишувавме за тоа и во месечниот извештај, бевме изненадени од одлуката на управниот суд. Испадна дека всушност управниот суд е контрадикторен самиот на себе и на претходните одлуки на Врховниот суд, затоа што сега одлучи дека всушност правилно е одреден паричниот надоместок и време траењето врз основа на доказите, на истите докази. Значи повторно првостепениот орган, односно агенцијата, Министерството за труд и социјална политика со потврдувањето доставила доволни докази за да се утврди дека правилно е утврден паричниот надоместок наспроти претходно донесени 7 одлуки, односно 6, кои што кажуваат дека недостасуваат докази како е утврден паричниот надоместок. И 3 на Врховен суд. Навистина се влијае на владењето на правото. Кој што ќе го слушне гласот на народот? Има ли некој што ќе го слушне ова за да почнат работите да се менуваат? Видете, Хелсиншкиот комитет со своите месечни извештаи Добро, вие укажувате, укажуваме, меѓутоа известуваме јавноста. Исто така во некои случаи сме доставували ургенции до Мислев на институциите. Да, сакам да кажам, да. до управниот суд сме поднесувале ургенција. Што се случува со овој случај, зашто се уште немате донесена одлука? Ни кажуваат дека немаме донесена одлука поради тоа што се уште не ни се доставени документите, например од Министерство за труд и социјална политика, што кажува на тоа дека воопшто не се почитува управниот суд од страна на државните органи. А во законот си кажува дека управниот суд ќе определи рок во секој индивидуален случај кој што не може да биде пократок од 8 дена и подолго од 30 дена. А вие имате недоставување на списи од страна на Министерството на труд и социјална политика, имате непочитување на одлуките од страна на управниот суд, што е навистина доказ дека се довидува во прашање неговата ефикасност и неговото постоење воопшто. А механизмот на владење на правото, посебно со оваа конкретна одлука, е принципот како темелна вредност е навистина доведен во прашање. Вие во меѓувреме станавте, може да се каже, станавте експерт по право. Па да, секако со помош на двете ќерки и жена ми правници се. Ама и со одењето на исходниците на правосудниот без систем. нив 97, тој е 17 години. Добро, поддршката од нив. Од нив, сигурно. така, да. Еве малку за тоа искуство во штипските судови во Па интересно е дека Ама во последно време не знам
се издвојува и малку повеќе за тие тужби. Како се справувате со тоа? Малку е поскапо сега, мислам. Тоа ќе го елаборирам малку на кратко, колку има време нормално. Инаку јас за истиот предмет по сугестија од Хелсиншки комитет поведов кривична поставка во Штипскиот основен суд за злоупотреба на службена положба и поради неиспраќањето документите и поради фалсификување, недоставување на документите до управниот суд. Постапката е терав прво преку обвинителството, обвинителството повеќе личат обвинител, барем во Штип личи на пензионерско пејачко друштво, отколку на обвинителство. Они не покренуваат за ништо, они покренуваат само за некој ако джепчи, за некој ако краде дрва и така натаму. Иначе судија, раководител, некој функционер или нема теорија да одговара за злоупотреба на службена положба. Како на вас гледаат кога ќе се појавите? Како апо, плашиво. така да изгледа смешно, ама така е. И ја покренав преку обвинителство, ме одбија како субстидијарен тужител, ме упатија да тужам. Тужав и ја водех постапката во судот. И во основниот и апелација потврди дека се е окей, дека нема тука злоупотреба. Дека еве сега да речеме што државата ја коштам 6000 евра, до сега и Бранко и Горица ја коштат по 11.000 евра, тоа апсолутно не представува ништо, нели, за судот. Никого не го засега тоа, така да проблемот со судовите во Штип е специфичен, бидејќи, како да кажам, на начинот како што е поставено сега апелационо, Штипски апелационио подрачје е еден феуд, во кој се одлучува до таму. Како ќе ти одлучат фамилиите, во Штип фамилиите во Италија ги викат мафија, тоа никаде нас фамилиарност не викаме. Како ќе те одлучат фамилиите, така е, нема, бидејќи за да дојдеш до Врховен суд, ти прво одредени многу висок цензус на штета по кој ќе можеш да одиш. Друго, многу е високи се таксите. Обичните граѓани нема толку пари за платат за да може да дојдат, така да се решава у рамките на фамилијата и си живееме среќно и задоволно. Да. Јас би сакала да дополнам дека не е само Штип, до Хелсиншкиот комитет навистина стигнуваат представки во однос на судството. Можеме да утврдиме дека состојбата е влошана и веќе многу долг период укажуваме на тоа и вие како што претходно спомнавте кои ќе нас слушна, мислам дека граѓаните мора да го имаат предвид овој случај и да не се откажуваат. Да пријавуваат и до Хелсиншкиот комитет за судење во разумен рок за повреда на правото и до Народниот правобранител можат да пријавуваат навистина да не се откажуваат. Исто така имаме случаи за бракоразводна постапка која што се води подолго од 2 години. Па во работните спорови имаме непочитување, ако треба да се одлучи во рок од 6 месеци се водат по 2 години и нешто. Состојбата на вистина е алармантна. Сега не сакам да генерализирам и да кажам дека секаде е така, меѓутоа има некои случаи кои што на вистина не наведуваат да мислиме дека не се почитува ова право и доказите всушност ги имаме. Спомнавте на Народниот правобранител, морам нешто да кажам, го гледав и закон за Народниот правобранител и повеќе пати се обраќав до. За жал, законот е многу фаличен. Народниот правобранител во однос на судството сами се прогласуваат дека немаат никакви ингеренции. Дека може за некој судски службеник или за судење во... За жал, човековите права едно широко подрачје. Тука не е само пристап до суд, еднаквост на орадија, не знам, образложена пресуда. Тоа се право на собственост и така натаму. Тоа се работи за кој што одлучува Меѓународниот суд за човекови права сега. А за Македонија најчесто одлучува само за разумен рок. И тоа што сега на некој начин го презема и Врховниот суд во Република Македонија. Сакам да кажам, Народниот правобранител многу пари се фрлат тамо, бидејќи ние имаме институции кои што трошат пари, а трошат пари нема народот нема фајда од нив. Нема многу фајда. Нема фајда ниту од судскиот совет, ниту од советот на јавни обвинители. Судскиот совет на јавни обвинители повеќе е раме за плакање.
Ако направите анализа колку представки стигнали, да речеме, судскиот совет, и да видите колку е постапено, од секој месец одлучуваат, ќе дојдете до некоја, бидејќи ни самиот судски совет не кажува колку постапувале. Само раме за плакање. Тоа се трошење пари на граѓаните, а судскиот совет е повеќе еставска организација, као адвокатска канцеларија на судиите. Па и самиот состав е таков составен, нели, тргнувајќи од тоа што го читам, дека кој станува членови на судскиот совет. Така да сум се обраќал повеќе пати, за жал тотална неефикасност, а сега за жал се случува и со Советот на јавни обвинители, како разговор на глуве или како разговор кога ќе опрочитате тоа што ви го напишат, лично треба да се срамувате од тоа дека некој треба да биде тој интелектуалец или судија бил или не знам што бил. Срамота е за државата што имаме такви органи кои не ја вршат својата функција во рамките на законот. Законите се добри, но проблемот е во реализацијата, веројатно и во квалитетот на луѓето кои што се таму. Може би у самиот начин на политиката која што придонесува за таа цела работа, да на ваков начин се третираат и граѓаните се најспоредната работа на светот во Македонија. Чалоска, вие ќе го поддржите ли понатаму господинот Витевски, Дефинитивно го бидејќи очигледно нема намера да се откаже? Не, воопшто и не мислам дека треба да се откаже. Сега во тек е жалбена постапка до Висшиот управен суд, така што ќе чекаме на нивната одлука. Добро е што успеа во пред Европскиот суд за човекови права никаква сатисфакција да добие со овој надомест на штета. Меѓутоа, сакам да истакнам дека мора ова да биде пример и за институциите. Се надамам дека мора да слушнат дека граѓаните на вистина немаат енергија како господинот Славчо Митевски се откажуваат од своите права. И сакам да напоменам дека не смеат да си го дозволат тоа поради тоа што ако ние сме довеле како граѓани да има неефикасност на институции, ние сме единствените кои што можеме да ги натираме па и да работат. А ќе ги натираме единствено ако бидеме упорни и нормално со помош и на невладиниот сектор и со други државни институции, ако истраеме, ако бидеме гласни и ако истраеме во борбата. Пошто тоа е единствениот начин да ги натираме да си ја вршат својата работа. Не, да. Арноме, империјата не мирува. Империјата постојано го возвраќа ударот. Во однос на мојот случај, во ептен карактеристични случаи што имам обичај околу на суд, јас не имам добиено предмет во апелациониот суд во Штип. Но во основниот имам неколку предмети. Да, вие кажавте дека имате два-три, некоја друга прилика ќе кажеме зашто. Тоа само докажува колку сте упорени, колку сакате да истерате. Да, Арнома, јас ги трпам ударите, они не седат мирно. Бидејќи јас исто така 3 години собирав подписи пред судот за правда, законитост. Протестирав, да, по 2 часа секој вторник. Собрав околу 1500 подписи на граѓани кои ми даваа поддршка во таа борба. Бидејќи не сум сам. Тоа не беше само подпис, тоа беа и разговори, и размена, и бараа совети, луѓето. Така да не сум јас сам. Ардоа може би сум единствен што на овој начин и упорно ја терам работата до крај. Ова може би е добра прилика да им порачате на граѓаните кои што талкаат по судските ходници. Што да прават, да се откажат или да продолжат? Во секој случај, една ласта не чини проличе. Ама ако сме повеќе, тогаш и можноста да империјата го возвраќа ударот само на поединецот ќе биде помала и ќе можат тогаш борбата ќе биде по-широк круг на луѓе и веројатно ќе има и резултат. А и веројатно ќе се оздрават условите и ова Македонија вада ќе стане позрела демократска земја отколку што е сега. Ви благодарам на разговорот. Благодарим.